16.426 матуранти во јунската испитна сесија го полагаа вториот предмет од екстерните испити од државната матура, странски јазик по нивни избор. Според податоците од Државниот испитен центар, најголем број од матурантите се пријавиле за полагање англиски јазик 15.201, за француски јазик се пријавиле 108, за германски 197 и за руски јазик 26 кандидати. Според информациите, сите правила и прописи за полагањето на државната матура се запазени, а полагањето помина без никакви проблеми. Денес е вториот ден од државната матура и се полага вториот екстерен предмет или странски јазик. Некои деца го полагаат како прв странски јазик, а некои од учениците го полагаат како втор странски јазик. Иначе полагањето почна во 10 часот, за разлика од првиот екстерен предмет, кој беше мајчин јазик и литература, траеше полагањето 4 часа, а вториот предмет трае 3 часа, што значи почнуваат од 10 часот и завршуваат во 13 часот. Во нашето училиште денес полагаат 172 ученика. Сите полагаат англиски јазик, а 2 ученика полагаат француски јазик и уште два ученика полагаат германски јазик. Матурантите кои ги анкетиравме сметаат дека полагањето странски јазик не им зададе никакви проблеми, а се надеваат и на голем успех. Денес полагав англиски јазик, прашањата беа прилично лесни и се надевам дека се ќе биде во ред. Полагавме со англиски денес, полагањето помина се во ред, според мене беше окей, не беше нешто многу тешко. Мислам дека ќе има добра оценка. Долго се подготвуваш или не? Не беше. Првичните резултати од полагањето државна матура ќе се објават најдоцна до 14 јули. По објавувањето на резултатите, учениците имаат право на жалба во рок од 2 дена. Жалбата ја поднесуваат во училиштето каде што учеле. Потоа училиштето ги испраќа до Државниот испитен центар. Учениците кои нема да положат во овој рок имаат можност да полагаат повторно во август. Според видот на образование на ниво на држава, 8.274 матуранти се од гимназиско образование, 7.881 од средно стручно и 271 кандидат од средно уметничко образование.